За успешно земјоделско производство, односно за земјоделецот да не дојде до загуба, од исклучителна важност е да се намалат трошоците за производите. Агрономите сметаат дека бенефитите од земјоделските задруги се бројни, зашто на тој начин заеднички се набавува механизација, материјали, се преработуваат и се продаваат производите, а се користат и субвенции. Освен тоа, со партиципација во задругите, земјоделците добиваат можност за пласма на странскиот пазар, каде цените се доста повисоки, а лицето управител на задругите пак користи и парични бенефити од државата. За едно успешно земјоделско производство, општо за успешно едно производство, многу е важно да се намалат трошоците. Значи, покрај приходот, важно е се трошоците. Затоа што во колку во обем, во процент трошоците надминуваат голем процент, 70-80% или повеќе, тогаш успешноста на било кој производство, па и земјоделското производство, се сведува на минимум, односно може да дојде и до загуби. При окрупнување на земјоделските производители, пред се доаѓа до намалување на трошоци. Самите земјоделски производители ќе имат заедничка механизација кој што ќе ја користат и нормално не е исто некој да се финансира и да употребува одредена механизација за 1000 квадрати за 1 декар или да речеме за 100.000 или за 20.000 и така. Втора предност за другите е тоа што во сите земјоделски задруги треба да постои и има така наречени управители кои што задачата покрај другото ќе биде и наоѓање на пласман како во државата, така и надвор од државата, каде што преку Агроберза и другите организации државни, при евентуално предпријатија, компании кои што се регистрирани за извоз на земјоделски производи и преку нив може да настапат на пазарите на надвор од државата од Македонија и знаеме таму цените се многу повисоки. Искористам оваа прилика да ги повикам сите земјоделски производители да се здружат заеднички, да настапат заеднички на пазарот. Земјоделското производство повеќе не е начин да се преживее, туку е начин на заработка, смета агрономот Ивановски. Затоа со обезбедување на современи средства и алатки, младите земјоделци може да заработуваат многу повеќе, што не е било случај со нивните предци, кога земјоделството служило претечно за преживување. Помина времето каде што од земјоделското производство е начин за да се живее. Сега не само на запотреба и кај нас веќе е дојдено да земјоделското производство е чист бизнис, начин на заработка, а не да се преживува. И тоа треба на сите да им е јасно, особено младава генерација, да се стремат кон обезбедување на правилно земјоделско производство. Не како неговите дедовци, татковци така натово пред 30-50 години произведеле, него современо земјоделско производство со употреба на современи средства, алати и хемикали. Според податоците, земјоделците од Македонија се уште недоверливи кога станува збор за заедничко здружување. Во регистарот на земјоделски задруги во земјава во периодот од 2013 до првата половина на 2022 се запишани 67 земјоделски задруги со вкупен капацитет од околу 3300 хектари обработлива површина. Од нив активни се само 38, додека другите 29 задруги не ги исполнуваат законските регулативи за добивање финансиска поддршка.